Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Денес снимаме потрошени производи, фаворити, дали би ги купила повторно или не. Тука јас имам различни работи, потрошени, од козметика до средства за чистење, омакнувачи и така натаму, се што користам. Па може да почнеме. Ќе започнем со овај L'Oreal спреј за коса за бели влакна. Јас не го купувам често, кој што гледаше моето претходно видео знае. Ова е за темна до темно кафеава до црна коса и него би му дала 10 од 10 и се разбира би го купила повторно. Потоа имам еден парфем од Zara. Ако можете да видите. Ова е летен парфем. Го имам и во големо пакување. Му давам 9 од 10. Би го купила повторно. Потоа имаме путер за тело. Ова е од Avon Planet Spa. Сигурно ги знаете. Јас, да бидам искрена, го купив заради оваа тегла, никако не ми се фрла, многу ми е мила, ама многу место ми зафаќа, морам да ја фрлам. Овај путер е со минерали од мртвото море, 10 од 10, премногу мека кожа имате доколку го користите овај путер и се разбира би го купила повторно. После тоа имам уште еден путер за тело. Ова е од макадамија. Јас ова го купив од една продавница од Ксамил, Албанија. И беше многу добар. Сепак овој ми е омилен. Затоа на овој би му дала 8 од 10. И не знам дали би го пронашла повторно да го купам, така да во ред беше. Потоа имаме крем за лице, тело и раце. Nivea Soft. Ова многу ми се допадна. Го купив прв пат кога одев в Минхен. Мало пакување за патување. Пред некое време гледавте во претходното видео, го купив и големо пакување, затоа што ја омекнува кожата и прв крем што ми се покажа добро на моето лице, освен Неутрогена што го користам стално. Да, Неутрогена. За него веќе знаете, имам кажано дека ова ми е за секогаш омилен крем за лице. Ова е Неутрогена Hydro Boost Aqua Gel, кој многу ми помогна за да дојдам до чисто лице. Потоа имаме пудра за лице. Ја знаете, Armani. Ова ја користам подолго време. И да, ја користам дневно, но ставав по многу малце, само колку да ми се изедначи тенот. И е перфектна, немам подобра пудра, искрено пробано. За ова 10 од 10, за Nivea 9 од 10, сепак не е Неутрогена. И за оваа пудра 10 од 10. После тоа серум од Неутрогена. Во ред е, не знам дали би го купила повторно, не знам искрено. Може би му дала 8 од 10, добро беше. Потоа имам маскара од Essence, Get Big Lashes. Вака изгледа. Дефинитивно не би ја купила повторно, затоа што не знам,
има толку многу голема четка, што можете да видите. И воопшто не ги подкрива трепките, барем моите трепки, не знам. Скоро е полна, но не планирам да ја користам. Би дала 3 од 10. Ете доколку воопшто немате, па да ставите од неја. Следно, Maybelline маскара. Моја за секогаш омилена маскара. Секогаш купувам Maybelline и ги купувам ови што се со црн надпис, не оние со розев. Има голема разлика и 10 од 10 дефинитивно. Потоа имам два кармини. Мислам дека се Maybelline. Не знам. Двата во боја 35. Исто го имам тука. Овој кармин. 10 од 10. Кога бев средно, користев само малена 119. То беше така многу популарно и таков тренд. И јас и кога се преселив овде, порачував да ми донесат стално малена 119. Но последно време ги користам овие и стварно ми се онака се навикнав на бојата и секогаш ставам некое потемно моливче, дали Никс или сега моментално имам едно од Аура. Баш добро се вклопува. После тоа да видам дали имам уште козметика. Да. Ова е туш за очи, Essence. Искрено добар е. Овој беше со танко четче за цртање. 9 од 10 би му дала. Nivea. 10 од 10. Секогаш истите ги користам. Фиксатор од MAC. Ова е како тестер. Го порачав само да пробам и баш многу ми се допадна. Би му дала 10 од 10. Сови шампони од Батиста. Ги користам секогаш кога пример сакам да ја врзам косата во реп, како пример сега. Ми дава некако волумен, најмногу користам за тоа. Иако знам дека е штетно, не треба да се користи на дневно ниво. Сепак мене ми се совршени и му давам 10 од 10. Шампон. Овој шампон е од Dixon. Искрено добар беше, но не нешто да гледам, не знам каква разлика. Би му дала 9 од 10. Сега пременуваме на домаќински работи. Макнувач, Ленор. Секогаш користам Ленор. Овај не ми е баш некој омилен мирис со ванила. Ајде 8 од 10. Потоа имаме друг Ленор. Овај ми е така добар мирис, освежителен. Дефинитивно 10 од 10. Дефинитивно би го купила истиот овај. Зелен. Ова е течен сјај за раце. Ништо специјално. Мене ми траеше долго, затоа што ние ги користиме сапунчината DAF и течен сапун купив колку да имам течен сапун дома. Искрено 6 од 10, ете. Добар беше, не беше лош. Омекнувач, не, ваш парфум. Парфем за алишта од Росман, купен. Искрено ова ништо, ова ви е така за џабе пари дајни.
Мириса добро, да, ама дека остава нешто, некаков мирис на лишта не. Јас користам умекнувачи, ги порачувам од Амазон, ќе ви оставам слика да видите. Јас тие умекнувачи се нешто совршено. Имаат зимска и летна колекција. Ова не е реклама, само да се знае. Јас ги користам веќе долго време и многу се јаки. Мислам дека дури се штетни. Не препорачувам да ја користите доколку имате осетлива кожа или за мали деца, тоа никако, во никој случај. Ама се екстра и кога бришите пот, може да турите исто една капка од тој умекнувач, куќата ќе ви мирисе совршено. Сија е за садови. Ова го купив од Теди, кошташе 1 евро. Ова го купив многу на брзина, немав никаков сијај дома, таму бев и ова апсолутно нула. Апсолутно ова ви е како да ги мијате само со вода. Никаква пења, жолта боја имаше. Накрај го искористив за вадење флеки од алишта, макар што не ми помогна. Нула. Ова еве нека биде 1, не знам дали дадов оцена, извинете, не знам, не сеќавам. Ама од прилика тие се тие работи што добро ги оценив би купила пак, тие што не ги оценив добро, не. Средство за купатило 8 од 10. Добро е. Само ова го купувам и добро чести. После тоа имаме уште едно средство. Ова го купив од Акцион. Ова е за се. За секакво чистење. Многу добро мирисаше и многу модерно пакување. И би го купила пак дефинитивно. Нека биде 9 од 10. Тоа е тоа што се однесува до денешното видео. Јас ви благодарам што гледавте. Доколку ви се допадна, ставете лайк, сабскрайб и пишете им во коментари дали користите некои од овие работи или можеби некоја ваша препорака за мене за овие лоши работи што ви ги покажав. Ние се гледаме во моето следно видео. Чао!